ти, ова е втората промоција на стихозбирката 1200 молитви за Тоша. Јас нема сега да зборувам, туку ќе го препуштам микрофонот на нашите пријатели од канал 77, Надица и Маријана. Благодарам. Почитувани присутни, пред се да ви кажам добар ден. Дозволете ми да кажам пред се Лавка Повче да се Свето Проески и голема чест и задоволство ми представува што денес стоам пред вас и уште поголема чест што ликот и делото на Тоша се продолжува. И ќе остане познатата изрека. Тоша имаше само дата на раѓање. Да беше жив денес ќе навунаше 41 година. И повторно милиони срца ќе му батуваа пораки и повторно зборови да ве сакам сите ќе нас споја заедно. Да знам дека на едно подобро место се наоѓа и токму денес повторно стотини ќе испратиме љубовта до него. Во чест на неговиот роден ден пред нас имаме книгата која долго време се осмислуваше, долг период се создаваше и во која дури 1200 ракописи се содржани над 1000 творци пишуваат токму во негова чест. Сите со искрени пораки, сеќавања и со една иста љубов. Токму таква на каква што тој самиот нас не учеше. Чиста, искрена и обединувачка. Во оваа книга 1200 молитви на организатор и уредник Маријана Митревска и уште многу други автори од различни држави се сплотени со делата за нашиот единствен Тоша. Средствата од оваа книга ќе бидат насочени во хуманитарни цели и тоа за манастирот Свето Преображение, место каде нашиот Тоша го пронаѓаше својот мир. Светото место до кое Тоша ни го покажа патот. Хајде да ги слушнаме стиховите и секој стих да не врати токму во неговото време и да потврдиме дека неговата силна енергија обстојува во нас, живее меѓу нас и дава потик и сила за да правиме добри дела. Право за збор пред се ќе дадам на организатор и уредник Маријана Митревска да се обрати и да проговори за целата оваа идеја, за обезпечената публикација и патот до незвата реализација. Маријана, покажи. Може тука? Здраво, добар ден на сите. Јас денеска не спремив говор, но ќе зборувам од моето срце и од мојата душа. Голема чест ми е што фамилијата Проески ми дозволија да направам ова хуманитарно дело. Затоа им благодарам на Никола и Домника Проески, на сестрата Дора, кои ни дозволија да се сплотиме заедно и да ги искажеме нашите чувства, кои од 2007 поетесите ги пренесуваат на хартија, а сега ги имаме како една целина. Затоа би сакала да го спомнам и нашиот рецензент Венко Андоновски. Ќе прочитам неколку стихови од него. Од зајкот на душата на Тоша. Зошто овој мозаик најчудесниот на светот? Затоа што во него и делот е целина. Може би има илјадници песни, ама има само една душа. И мене се повеќе ми личи дека тоа е душата на Тоша. Голема како Вселената. Светогорските отци велеа дека само едно нешто е поголемо од Вселената – човековата душа. Впрочем, боголюбието на Тоша, неговата христолика смиреност и скромност, кои го правеа голем, а кои дишеа од секоја негова numera, дише и од сите овие 1200 песни. Сакам да напоменам дека целта на оваа книга е средствата ќе бидат донирани во манастирот Свето Преображение. Целта на сите овие поети е да се исполни една желба на Тоша да се догради манастирот. Би сакала да ги повикам поетите да ги прочитаат своите стихови. Ви благодарам. Благодарам, Маријана, како што ја кажа, на сцена ги повикувам Маја Ќулумевиќ од Хрватска, Василка Пажик и Виолета Јовановска. Повелете, а ние ќе уживаме. Добар ден свима. Поздравила би све присутне и све one koji nisu tu. Htjela bi reći da je kroz ovu knjigu 1200 molitvi ispunila se Tošina želja kao most ljubavi, jer se spojio cijeli Balkan u jednoj knjizi.
pročitala bi evo sada svoje 2 pjesme. Prva se zove Vidjela sam. Vidjela sam u snu božur bijeli, najtužnijom pjesmom opjevan. Čula sam zvuk kočije i konja kas, kako se iz daljine čuje. U kočiji sam vidjela san, dugo željeni san. U srcu sam osjetila zvuk neke božanske melodije i srce je prestalo kucati jer te je vidjelo da dolaziš. Sve glasnije sam čula konja kas, osjetila sam te sve bliže i bliže. Zašto te tako često čujem da dolaziš? Zašto te tako često osjetim pored sebe? Toliko pitanja, sve zbog jednog sna. Znaš da te budna sanjam noćima i vidim toliko toga. Vidim nešto što možda niko drugi ne vidi. Možda je to samo želja prevelika, toliko željeni san. A ja te osjetim sve više i više, znam uskoro tvoj rođendan. Kočija je stigla, vrijeme da se probudim iz sna, ali ne želim otvoriti oči, ne želim da sve nestane, jer ja sam sve to vidjela, rekle su to suze u mojim očima. Kakva je ljepota bila čekati te, osjetiti miris božura, ali ja sam te vidjela, makar samo u snovima. Hoćete li mu ikada reći? Hoćete mu ikada reći koliko sam ga voljela, koliko sam čekala neko čudo, ali čudo u koje sam ja vjerovala. Hoćete mu reći da sam ga svugdje osjećala, pisala za njega pjesme u kojima je bio svaki dijelić mene. Recite mu gdje sam srce ostavila u jednom malom gradu gdje sve miriše na njega. Tamo je svaki moj trag jer sam ga ostavljala svugdje na svim njegovim omiljenim mjestima. Ali sve to i nije važno. Recite mu da sam ga beskrajno voljela cijelim svojim srcem. U dušu sam zapisala ime njegovo kao dar, najljepši Božji dar. Hvala. Драги крушевчани, почитувани гости, чест ми е и големо задоволство што сум дел од овој голем проект. Особено затоа што јас потекнувам од Крушево. Детството и раната младост ги поминав тука. За љубовта и почита кон Тоше нема многу да зборувам. Се е содржано во моите песни, од кои што 103 се дел од оваа книга. Ќе ви прочитам една од нив. Средба. Тмурно есенско пладне. Маглата косооклоп го беше потиснала малото старинско градче. Сеќавање на моето волшебно детство ми ја притискаа душата. Нежната мајчина насмевка, благиот татков поглед, милната рака на баба. Чекорев нема по празните улици, солзи на очиве ми натежнуваа. Каде одлета сето тоа прекрасно време? И одеднаш сретнав едни очи, толку милни, толку благи, заискрија со невиден сјај, а една нежна насмевка ми ја исполни душата со неверојатен занес. Твоите едноставни, но чудесни зборови, како магија ја нарушија тишината. Се стопив цела во твојата преградка и одеднаш сонцето светна со сета своја силина, ги растера облаците, целиот свет се претвори во бајка. И потоа што се случи не знам. Чекорев по улиците ко слепец без да знам каде точно одам и кога стигнав дома, а лиштата мокри. Заврнал дожд, а мене во душата ме грееше сонце. Благодарам.
Благодарам. Извинете, од возбуда заборавив да ги почнам да ги доделувам наградите. Повели Виолета. Добар ден, чест ми е што сум јас дел од оваа стихозбирка. Поздрав до сите вас. Вечната арија. Твоето срце чука во душата на Македонија. Роза на која сите латици овенаа, но сепак остана роза. Сега си бел лебед кој плови во бисерот на Балканот, нашиот Охрид. Твоето име, дела, песни, не се само спомени напишани на хартија или во срцата наши. Тие се бајка која секој ден живее во реалноста. Вистинска бајка која нема крај. Бидејќи секој ден во неа некој запишал по еден збор, по една мисла, реченица. Арија, твоите песни беа арија, лек за секоја болка, тага. А мојов живот, великаните вечно живеат како звезда на небото. Полско цвеќе го покри најубавиот свет во младоста негова. Зајди, зајди, јасно сонце. Иако секој ден те испраќаме со зајди сонце, но со изгреј сонце повторно те пречекуваме. Се надевам дека повторно ќе се сретнеме таму горе меѓу ангелите. Како суволисје згази ме по цел. Ништо не грубо ако е од тебе. Почти не сме меѓу правен и остан. Еден поглед меѓу трпија ладно. Може случајно забавено идиотски. Само рака подај ми и тајно свисни. Благодараме и продолжуваме понатаму. Ги повикувам Нада Џановска, Мима Лазова и Лидија Луцко-Јеремиќ. Повелете. Можам слободно да кажам дека првата песна за Тоша ја напишав на денот на неговиот погреб. Бидејќи работев во училиште како наставник, на денот на неговиот погреб ги замолив колегите да ја прочитам таа песна. Во исто време неколку ученички членки на настрана збору. И тие наставнички вика и ние напишавме песни, така да 10 песни се прочитаа тој ден и од тога пишувам само за Тоше и за моите внуци. Во 2011 година ја издадов книгата Молитви за ангелот, со песни само за Тоше. Згасната надеж. Многу години и уште ќе минат, емоциите нема да згаснат. Каде и да сме со воздишки, со поглед кон сонцето, поглед кон месечината и небесната шир, ќе бараме душевен мир. Кон плаветното небо ќе се молиме немо, од звездите трепетлики, од звездите кои нови животи раѓаат и од оние кои полека се гаснат и паѓаат. Секако една желба, еден порив, молбени раце молат без див. Покажи се звездо, покажи го ангелот Серафим, како сладко се лулее езди и поздрави праќа
емоции враќа и гнезди. Во срцата има место, во очите солзи неми, грлено се пеат, звездите се гаснат. Во стихот се пее често, Боже, зошто ни го зема? Спушти се звездо и вие ангели небесни, сонце сони од милиони, звездо силно заблесни. Песните судбо моја судбино, дај ми Боже бор да ми порасне, грлено се пеат, звездите се гаснат, надежта гасне, гасне. Ајде повела. Сврти само. Поред. Добар ден до сите. Чест и задоволство е да се биде денеска овде. И чест и задоволство е да го продолжиме аманетот од нашиот Тоше. Ве сакам сите и јас доаѓам од Македонија. Јас сум Мима Лазова од Велес. Тоше е единствен. Денот ист ко тогаш. Студено утро, а во срцето мраз. Откината гранка, прекинат екзотичен сон. Ангел од земјата полета кон небото. Тажни се поетите по тебе и без тебе. Немир во гради, зошто отиде? Слушаш ли овие громови во душа? А душа остана без ден за нас. Ноќ ко море, бран што доаѓа. Илузија во магла сокриена. Тајно моја ти сино ока босонога и една жена балканска, некаде во ноќта во соба за тага, остана до крај. Толку многу игри без граници и зајде јасно сонце, те покри тажно полско цвеќе. Жал за твојата младост. Тоше, те сакаме. Добар ден и од мене, почитувани, дами и господа, поетеси и поети, и влюбеници на пишаниот збор. Јас сум Лидија Лучко Јеремич од Скопје. Посебна чест ми е што сум застапена во ова прекрасно дело. Ке ви се представам се на моја песма да имат време и другите да бидат послушани. Трепет. Трепереа струни од виолини. Клавиатурите трепегрнуваа. Оркестарот низ бранови и таласи му се поклонуваше на твојот глас. Ветрето ја носеше мелодијата твоја, навлегувајќи во душата моја. Секој стих љубовна сказна, душата ми е волшебна, приказна. И облаците танцуваат, земјиниот цвет им се придружува и птицата влет низ акордот крилјата ги разгранува. Ах, твојот чаробен глас, што пееше за сите нас, Тоше. Благодарам. Да, продолжувам. А сега големи поздрави имате од Тоше Симонов, Добре Симоновски Джери, од Скопје, поради невозможност да дојде, ме замоли, он е присатен во книгата, така да ќе прочитам неговата творба. Тоше, икона наша.
ангел на земјата и небото. Точно на овој ден се роди. Звезда со ангелско лице, со името Тоше Проески. Таа звезда стана водилка, се вгнезди во секое срце, се вдоми во секоја душа, стана нашето сонце, зрачи светлина, љубов, вера, надеж. Но судбината се поигра со нас. Сакаше да живееме без тебе, но со твојот ангелски глас стана наша Божја икона. Се слеа во секој дом, во секое срце љубов дари, во секоја душа надеж створи, името Твое вечно да се слави. Од небото паѓаат капки, тоа не е дожд, тоа се солзи. Бог жали што ангелот се роди на земјата, а не на небото. Тоше, икона наша. Ви благодарам. Хвала. Ви благодараме, како што кажа, продолжуваме уште со многу прекрасни да слушнаме песни. Следни ги повикам Владко Стојковски, Дана Тембиловска и Оксана Рујановска, кој што ќе прочита песна од Данка Донку од Бугарија. Повелете. Добар ден на сите. Сигурно имаат поминато долги години, од кога само на неколку метри одовде имав можност да го гледам и слушам Тоше на 2 Илиндена. Можам слободно да констатирам дека тоа беше навистина едно различно време. Тоше знаеше да понесе и да внесе топлина, радост и чувство на припадност, да знаете дека припаѓате на една сплотена толпа и дека припаѓате на моментот за кој сите ние тогаш, веројатно, не можевме да бидеме свесни дека може да стане така редок и неповторлив. Тешко дека некому во тоа време можев да поверувам дека овде на Гумење, во убавото Крушево, ќе одбележуваме за Тоше, но без Тоше. Следните стихови му ги посветувам нему и ја користам приликата да им се заблагодарам на Маријана и на господја Василка Пажик, кои ми овозможија да придонесам кон ова идеја која што за среќа стана реалност. Оваа молитва почнува со возгласот и пак запејни. Што модзади звездата северница дзирнеш, нас ме втопил прати пријателе драг. И кажи ни дека таму добро ти е. И раскажи за трешата што небески цутови плете, за нетрулежните живеалишта на праведниците и ангелите. Па запеј милна песна од твоето бисерно грло, сега кога ангелски гласови, твојот глас милно го пратат со тонови од жици на харфа, косончеви зраци во тив как вечерина што лепдат. И подизлези. Покажи се повтор, за да се освежат боите на срцава помрачени. Подсетине на твојата насмевка детска, исцртана на лице ко најжива фреска. Зборувај ни пак за љубовта заборавена, запени песна за добрината оставена. За вербата во Бога, што на народот му е дадена. И штом разбереш дека овде и песната после тебе престанала, подај рака од небесата и пак запеј за сонцето што заоѓа, за нежните кринови во полето, за ден за нас во кој секој утеха наоѓа. Благодарам. Zima na voda
добар ден. Сакам да ве поздравам сите присутни и чест ми е што сум дел од ова големо дело за нашиот ангел Тодор Тоше Проевски. Кога почина, работев тогаш, сега сум пензионер и напишав неколку зборови за него, ќе ги прочитам нив, а после тоа стиховите. Но зошто? Како, Господе? Па во Тебе веруваше, не почнуваше ништо и не завршуваше без Твоето име на устните. Може би, Господе, сакаше да го имаш кај себе, но зошто толку рано? Зошто не го остави да му се радуваме, да се гордееме со него заедно? Ова мала земја, со 2000 срца по него ќе ја препознаваат, ќе му кажуваат на светот како се сака. Во својата трагедија барем за малку не обедини. Сите македонски срца се како едно, многу големо, со искрена љубов за Тебе, Тоше, за Тебе, наше мисару и неповторлив млад човеку. Истата љубов Ти ни ја даваше несебично, затоа болката е толку голема, зашто секој македонец со Тебе, мило наше, загуби нешто свое, близко се загуби дел од нас. На Тодор Проевски Тоше, ангел и идол македонски. Се роди со звезда на чело, со срце чисто и весело. Патот кон Бога те водеше, кон светска слава ти бродеше. Бог ангелски глас ти подарил, со душа искрена те надарил. За секој ти добар збор имаше и од секого благослови примаше. Децата во Тебе идол гледаја, во своите мисли со чекорите следеја. Кон Тебе раце ширум ширеја, во детските очки искри светка и виреја. Баби, красни деца и родители, за Тебе беа драги водители. Ти љубов на сите им даруваше, насмевка на секое лице царуваше. Како звезда водилка се крена и извиши, над македонското небо како месечина надвиши. Нацијата достојно ја представи, без радост и гордост не остави. По патот кобен несреќа се случи, Бог да те земе така одлучи. Од свитата ангелска дел ти постана, таа несреќна есен ни остави рана. Плаче по Тебе Македонија и Крушево цело. Тодоре, Тоше, ти красно Божје дело, не те заборава македонската нација, ќе те спомнува по светот со градација. Твојата звезда вечно нека сјае и Твоето дело за навек ќе трае. Во Крушево спомен домот ти остана, преображение Твој манастир постана. Во спомен домот Твоите фанови одат, дел од Твојата енергија со себе ја водат. Ти син македонски, наше мило, споменот ќе го чуваме во нашето било. Нема спомен да ти згасне, колку време и да измине. Твојата светја прерано согоре, во царството си Господово, гледај не одгоре. Твојот звонки глас од небото се слуша, акордите Твои ни звонат во душа. Твојата насмевка и небото го краси, идоле наш, те сакаме каде и да си. Автор Дана Тембелеска. Сакам да се заблагодарам на Маријана. Тоа ти го носам од Бугарија за тебе, ама на минус 17 цветето ќе си ставиш друго зимбилче. Добро. Многу сам благодарна дека Тоше ни сретна и дека сам сега дел и јас не ќе прочитам текст од Дана Донко. Ти благодарам. Дана е од Велико Трново, од Българија и се мажи за крушевчанец и е крушевска сна. И јас исто сам крушевска сна. И тоа е од и тука во Крушево се е родил Тоше Проевски. Сме слушнали неговите песни и Тоше живее во нашите срца. И сега ќе ви прочитам на бугарски.
Твоята вечност. Нямаш край и начало. Твоята вечност е любовта. Ако светът ни е в черно и бяло, ти си небесна цветна дъга. Ти си всичко, което светът минус тебе не е. Птица си високо в небето, с нежно-бели, огромни криле. Твои са всички простори. Лети над нас с песента. И нека ця да събужда любов във всички сърца. Нямаш край и начало, твоята вечност е любовта. Благодаря. Прекрасни стихови, полни со емоции и љубов, и знам дека секој стих допира до вашата душа. Натаму секако ќе продолжиме. Пред се сега ја повикувам Славица Петковска да повели на сцена, а потоа ќе уживаме во прекрасниот глас на Никола Засески. Да кажам во збора, сакам да се благодарам на сите што сум тука дел со вас. Исто така сакам да се благодарам на Маријана Песка што ме вклучи во книгата со моја лична песна за Тоше. Инаку сум фан на Тоше од мојата 9-та година. На Фейсбук сум фан од 2008 година и цело време сум активна само за него. И тоа е. Сега да ви ја прочитам мојата песна на Тоше. Еден јануарски ден се роди едно бебе во една фамилија. Но никој не знаеше дека на тоа дете сите ќе му се радуваат. Тој прерасна во голема музичка звезда, затоа што имаше прекрасен глас. Како Слави, прекрасен глас како Слави. Тој пеејќи ја делеше љубовта која беше преголема во неговото срце. Сега секој ден се будам со неговата фотографија. На неја има волшебна насмевка, ми дава сила да го започнам денот. Тој е заедно со мене преку песната. Неговите родители дадоа убаво име, тој се вика Тоше.
момци, ве слушаме и подоцна, а сега продолжуваме повторно со стиховите, задржете ги солзите, бидејќи тоа има само дата на раѓање. Ги повикувам на сцена Јован Мазгански, Илија Саздовски и Горан Анчевски. Повелете. Песните што ќе ги прочитам се напишани во времето кога беше погребот, односно кога беа подготовките за погребот. Нова кратка песна е напишана моето видување на настаните што се случуваа, а третата строфа, само 3 строфи има, е мое видување, односно повик, ќе го чуеме кој е. Должен сум да кажам дека употребен еден збор, некои ме прашуваат кога читам, сајбер што значи, ќе го користам тоа, дигитално, односно компјутерски обработено, најпросто речено, малце е посложено, али да го разбереме дека компјутерски, односно на интернет сега да го кажем. Македонија, октомври 2007. Со врели солзи, тагата се мие, со песни, таговни и љубовни, спомени се крепат, со икона од момче, облаци се китат, со свеќи небесни патеки осветлуваат. Натажени лица за покојна душа молат. Во таговна книга чувства пакуваат, милиони пораки бранови ги носат, илјадници сајбер свеќи се палат. Остани горда, Македонијо, за една звезда помалку, со една рана повеќе. Прокнижи доблес изгубена, на нижи нов бисер, на герданот судбински. Благодарам. Добар ден, јас сум Илија Саздовски. Тоа што пееше со песните, уствари ни даваше на сите совети, кажуваше што чувствува, кажуваше и како треба, може би ние да се однесуваме според неговите мисли. Со оваа песна сакам тоа да го кажам, уствари да се подсетиме на неговите пораки преку песните што сакаше да ни ги даде. Ова е гласот на ангелот. На 25.1.1981 година меѓу нас дојде. Сонце изгреа. Секој ден се поубаво. Секој ден се поголемо. Секој ден се повисоко. Секој ден све посветло. Секој ден све потопло свети и изгрева. Кога тој зборуваше, и планините пеја. Каде и да одеше, песни се слуша, извор на солзи пресушуваа. Тажни ликови, осмех делува, добива. Од Крушево до Прилеп се ечеше. Сите зборуваа, тој пееше. Тајно моја, ангел си ти. Дали оваа порака кон љубов не е искажана? Некаде во ноќта во коси да ти спијам. Дали ова желба на прекрасна романтика што сака да ја израдува, што саканата да ја израдува? Има ли ден за нас, прашуваше, до некога кога сонце тагува, кога молам ноќва небово да ми те врати? Дали ова молба за минатото, без која не може иднината? Магија, го бараме ли она невозможното? Твоите бакнежи на моите бели косули. Сакајќи до прекрасните моменти во животот, ако ме погледнеш во очи, среќна ли си ти? Прашуваме сакано. Малечка, лошо ти стои. Дали ова порака до особа на која осмех заборавила? Го кажувам секој нов рефрен. Дали се лагите за некоја среќна? Слушнаш ли по тебе? Громови во душа. Може е порака до некој кој делува на повреду. Јас не сум виновен,
душа остана. Дали саканата е права, не обвинува. Дали саканите правда не обвинува. Може, чувај го, Боже, чувај од зло. Грешка кон нас, но љубовта на таа голема, што со прочка за саканата бара. Имали брз, имали без граници, игра без граници, дали е расказ. За многу игри и животни искушенија, оваа песна многу прашања постави, за сосема многу одговори. Можеби за некого со песна искажани и можеби за желба, за песни побарани. Тоше, ангел си ти си сонце што изгрева, а нема никогаш да зајде. Благодарам. Се извинувам уште еднаш. Имате топли поздрави од поетот Горан Анчевски, член на Друштвото на писателите на Македонија. Од оправдани причини денеска не е со нас. И јас ќе ви се представам со неговата песма. Ангелска музика на златестите крилја од бисерните песни твои секојдневно долетуваш во домот наш. Години, долги години, ги забавуваш деновите мои, даруваш пролетно сонце, даруваш вечен цвет, волшебно го разведруваш утрото тмурно. Будиш топла надеж дека навистина постојат вистински добри луѓе во овој суров и отуѓен свет. Вечна ти слава, ангеле. Горан Анчевски. Благодарам. Имаме благодарница за него. Да. А на сцена ги повикува Михаела Талевска, која што ќе прочита песна од Гане Тодоровски, Марта Кузмановска од Славко Крстевски и Марта Штерјовска од Даниела Грибик од Србија. Повелете, девојки. Еден човек. Има еден многу човек. Белки цело човештво е. Чунки живо божество е. Има еден човек од човека по човеке. Председена човештина. Препечена убавина. Топлината на душата. Ти ја дава да се згрееш. Бистрината на главата. Ти ја дава за да успееш. Тој со зборовите гледа. Тој со очите ти зборува. Малкузборник, многусторник. Те облекува во грижа. Го сретнеш ли? Ти среќата за цел живот ќе ја имаш. Го видиш ли? Видовици. Го снемали. Тешко тебе. Има таков многу човек. Твое е да го бараш. Имаш ти учество во книгата?
Славко Крстевски пред светецот. Понизно стојам пред тебе, недоздижна големино, клучар на љубовта и човеколюбието, магепсник на универзумот, миленик на човештвото, Севишниот и ангелите, кои само со еден поглед и насмевка, светот го ставаш во цврст преграб и го доведуваш во состојба на нирвана и екстаза. И уште кога ќе воскликнеш, ве сакам сите, небото просолзува, земјата расцветува. И сега знам дека и со наклон и со метање до земја почест достојна не ќе ти искажам. Посебна молитва. Под звездама овим небеским, док полако губи се дан. Посебну молитву теби посветим и полако тонем у сан. Склопим руке, помислим на те, док време лети, ја пуштам сате, да тихо плове у тамној ночи. Посебна молитва до тебе ќе дочи. У тој молитви цела се предам, док на слици у тебе гледам. Бог ми е сведок, вјеруjem слепо, со слике гледа око твое лепо. Чутиш и слушаш молитву моју, док пламен свече гори у тами. Милион тона на твоме срцу, док смо у ночи напуштено сами. А ти слушаш молитву моју, со сваком речју чисте љубави. Желим да дотакнем душу твоју, док си овом неспокоју. Посебна молитва само за тебе. О Боже, погледај доле на час. Учини да неко чудо се деси, душа njegova да наđe спас. Посебна молитва твоја е само, njene речи знамо ти и ја. Она е наша света тајна, она е тајна безкрајна. Под звездама овим небеским и тако из дана у дан, посебном молитвом тебе загрлим, док полако тонем у сан. Ви благодарам. Секој стих мора да признаете дека навистина многу боли и не навраќа на неговото време, па и затоа сме овде да одбележиме неговата дата, неубавата дата, роденденот на Тоша. И продолжуваме со следниве песни. Ги замолувам на сцена да дојде Вангели Петрушу, Жанета Христовска и Виолета Петрушевска. Повелете. Светињо, чуеш ли сваку лепу реч посвечену за тебе? Светињо, видиш ли ово небо што плавети њом шара још увек твое ноте? Светињо, дали још увек плачеш? Сливају ли се сузе са икона? Светињо, куца ли ти срце? Цвета ли пуполјак трешње? Светињо едина, у тебе веруемо, теби се искрено молимо. Светињо, уклеснана у зидине бола. Светињо, волимо те, љубав си наша. Светињо, ти нам требаш да нас водиш кроз прави пут. Светињо, ти си љубав. Светињо, замолила сам Бога, врати нам се. Светињо, где е тај бели голуб у коме е сакривен гнезду? Дали има читава крила? Боже, дај нам неки одговор. Свет љубави још увек постои. Очувао се захвалjujući теби. Држимо руке заедно као ланче и не пуштамо се. Светињо, напусти острово туге и доđi да те видимо. Светињо наша, осеќаш ли наша срца куцају узбркано, сањајучи тебе? Светињо, и ти се за нас помоли. Упитај Бога, стегни две руке и питај ga само када ќе доći наш трен. Светињо, има ли наде? Светињом те зовем, jer je odavno sagrađen most sreće. Putokaz ljubavi, pa i zid plaća. Nešto najsvetije što smo tokom života uz tebe doživjeli. Svetinjo, strpi se, uplovit ćemo mi svi zajedno i više od večnosti. Obećavam da ću ti čuvati sve koje ti voliš i da ćemo zajedno putovati kroz hramove svetosti. 1.000.000 godina, 1.000.000 stoljeća, jednostavno sve dok sunce postoji. I kada se moje srce jednoga dana skroz ugasi, za tebe će ostati žar i tiho će tinjati. Svetinjo, zapevaj nam kao hor, odsviraj još dok postojimo nešto za tvoju dušu, a mi samo da te slušamo. Odlazi život polako,
Светињо, јави се, ми без тебе не можемо. Светињо, една и едина, чуеш ли ме? Светињо, пробуди се и кажи, игра без граница е готова. Светињо, на колена ću pasti ако треба, за да те тако нешто замолим. Мисли ми иду по снежним планинама, изгублених од читавог света. Светињо, нека нам срце од среće процвета. Да кажам два збора, значи тоа Светињо песната е од авторката Тијана Симик од Србија, претходната беше од Даниела Грбик од Србија. Продолжуваме понатаму. Немој зоро свитати, немој дано белити. На сан ми е дошao голуб кој е одлетео. Одлете едне вечери у непознатом крају, а мене сузе од тада само падају, падају. И ночи ове видим га, руке расширила, па га чврсто пригрила. На njemu кошулица танка, оде злато моје преуранка. Када би сан јава била, никада се не бих више пробудила. Оде и остави део душе своје у ово срце малено моје. Склониште за снове. Побјечичу у сновима и ове ночи, тамо гдje možda nikada neću doći, gdje srce me vuče svakoga dana. I zbog toga sam tako sama i jadna. Onda pitam sebe, zar je do toga moralo doći? Da bol i patnja mi razdiru dušu u ovoj samoći. Iako oko mene su mi sve dragi ljudi, moje ludo srce ne želi bez tebe da se budi. I onda me šaptom zovne moj prijatelj stari, klavir u kutu sobe prepun stvari, pjesama mojih i slika tvojih dragih, dok sretni smo bili godina mladih. Voljeli se ludo, ne misleći na sutra, radosni i zaneseni dočekivali jutra, šetajući ispod zvijezda sjajnih, opijeni dodirima tvojih ruku bajnih. Dok nije mi u život ušetala tuga, odnoseći mi tebe, mog ljubavnika i druga, ostavljajući mi samo sjećanja bolna, što prenosim ih na papir sva slomljena. A nekad sam za klavirom tim sjedila vedra, gledajući tebe pjesme su lepršale poput vjetra. Sobom se prolamao tvoj anđelski glas, a ja sam treperila kao na vjetru klas. Prilazim klaviru, svom prijatelju starom, slušam što šapuće mi muzikom dragom. U pjesmama da napravim sklonište za snove i u tom skloništu će čekati dane nove. Spremati ću ih tamo poslije svake noći, jer znam da uvijek ćeš mi u snove doći. Na notnom papiru sigurni će biti, sa njega iz moga srca ih moći obrišati. Prethodните песни ги слушнавте од Анита Чичевац од Хрватска и Дуда Павковиќ од Србија, кои што оправдано не са присутни, но сепак ги поздравуваме. А продолжуваме понатаму со Михаела Талеска, Марија Николовска и Симона Рујановска. Повелете. За Тоше. Тоше убаво го паметам јас. Тоа ви го кажувам на цел глас. Овој ден ќе го паметиме сите и секогаш ќе ославиме со сласт. Музиката му беше слаба страна, а неговите стихови и ноти добра храна. Неговите песни се ширеа низ целиот свет, како јато бели гулаби во лед. По хуманоста познат беше, само добри и благородни дела правеше. Го познаваа по сите градови, држави и села. Сите се гордееме со неговите дела. Секогаш ќе ја паметиме неговата харизма и неговото лице кое секогаш се смее, а целиот свет ќе го памети по неговите песни кои секогаш ќе ги пее. Тоше те сакаме и секогаш ќе те носиме во нашите срца. Сеќавања. Игра во која губат храбрите. Замка во која паѓаат хуманите. Свет од кој си одат најдобрите. Живот полн мрак, а тој во улога на наш зрак, пиун во играта,
Бесконечност во замката, порака во светот, светлина во животот. Играше со зборови, живееше со срце, сакаше со насмевки. После него нас ни останува да сонуваме, бледо да гледаме во далечината, да слушаме крик, да гледаме мрак, да губиме без знак. Колку лесно се кршеле сите сни, колку лесно ни се замрачија сите дни. Но не, нема да се сеќаваме на тебе вака. Ќе се сеќаваме на денот кога се роди, денот кога блесна, денот кога ја испеа првата песна, денот кога ја допре првата гитара, кога ја видовме првата насмевка, кога ја почувствувавме првата преградка. Со нас ќе живееш ти, а со тебе ќе живее добрината. Од тебе ќе се храни светлината, од песните ќе блеска љубовта, од делата хуманоста. Се уште ќе блескаш, како и првиот ден. Блескај, звездо, блескај до бесконечност. Тоше, ангел на небото. Посегнувам кон небото јас, како да потонувам во сон, како да си зел од мене дел. И кога чекорам по замаглениот пат, не гледам патокас ни цел. Посегнувам кон небото јас, сакам да те довикам, но со секој обид сиот трепет се насобира, како тврда грудка во моето грло, и попусто останувам без глас. Погледнувам кон небото пак, за да те прегрнам тебе, но очите ми ги прекрива црн мрак, и одекнува така како твој стих кој го чувам скриен во себе. Тоше, посегнав кон небото јас, по тебе, кај што газиш мојот поглед бакнува. Тоа беа дел од стиховите од книгата 1200 молитви, кои што се надам дека уживавте исто како што уживав и јас. Продолжуваме со музика и ќе уживаме повторно во прекрасниот глас на Никола. Никола, повелете. Како што знаеме, Тоше ги пееше поп музика, пееше опера, а исто така ја негуваше секогаш нашата македонска традиционална музика. И оттаму сакаме да изведеме уште една песна која тој ја преработи од албумот Божилак. Уживајте. Ei, mori,
Јас бев Никола Зацевски, заедно со група Мелем. Се надевам уживавте и да го одбележиме овој убав ден. Добар ден, наш. Ви благодарам што на расположивте со доза музика и продолжуваме понатаму. Ја повикувам при самиот крај Маријана за да каже спортва. Повели. Почитувани присутни, поети, поетеси, ви благодарам што присуствувавте на одбележувањето на роден денот на нашиот ангел Тоше Проески. Се надевам ќе продолжите и понатаму да му посветувате песни на нашиот ангел и се надевам дека ќе имаме уште едно издание на книгата или можда да се сретнеме на некој ваков значаен ден уште еднаш. Ви благодарам. А сега ја повикувам директорката на Спомен куќа Левкија Гаджовска да и доделам благодарница за помошта која ни ја дадоа работејќи оваа книга, навистина многу ни помогна. Осното беше наше да се работи со вака инспирирани, мотивирани, меѓутоа и многу ефикасни млади луѓе, така да делото на Тоше знаеме дека достојно ќе се одбележува и натаму. Ви благодарам на присуството. И пред самиот крај имаме едно изненадување да кажам, бидејќи продолжуваме постапките на нашиот Тоша. Ја повикувам доктор Вангија Радевска за да додели на уметничко дело. Повелете. Srećan rodendan si je, blaga majka što ga rodi. Majčina za ljubav, paduva, prijatelji mi svekovi. Ovo je... Само да дополнам, Тоше Проески е крстен во црквата Света Богородица и најмногу како икона во неговата збирка се наоѓаат икони на Света Богородица, така да и вашата ќе биде дел од таа збирка. Фала ви. Ова е подаруваме на обредо, а таму... Благодарам. Многу верои дека роди Боже. Сите што ја следевте програмата на вашите социјални мрежи, знаете дека е сега моментот за уште една хумана активност. Го поканувам градоначалникот на општина Крушево, магистар Томе Христоски, да каже збор 2 за денот 25 јануари за активностите кои што во делот на хуманоста, не само на Тоше, туку воопшто натаму ќе следат. Добар ден на сите. Ги почитуваме мерките, протоколите и се надевам дека ќе уживаме и ќе ги почитуваме и понатаму. Денеска општина Крушево 25.1 го прогласи како Ден на хуманоста. Тоа одлично име, сакам да се рефлектира и на централно ниво. Што тоа значи? Тоше Тодор Проески беше амбасадор, не само на Крушево, туку и на нашата држава. Затоа сакам државата да го прогласи како Ден на хуманост. Драги присутни, почитувани представници на Министерството за култура, почитувани представници до управата на заедниците, односно образованието на заедниците, драги присутни, уште еден роден ден на Тоше. Уште еднаш го одбележуваме овој ден со слоганот Тоше има само датум на раѓање. Тоше ни остави многу љубов. Ни остави добри дела, ни остави музика, која вечно ќе се слуша и пренесува на наредните генерации. Тоше Тодор Проески ни остави пример како да живееме,
како да се почитуваме, како да правиме добри дела, како да практикуваме толеранција и заеднички живот за поубав град, за поубава општина, за поубава држава. Поминаа многу години откако тој физички го нема, но како да беше вчера. Како вчера да го загубивме нашиот сограѓанин, другар, музичка поп икона и ангел. Сепак поминаа многу години, а нас ни останува должноста и обврската да ги негуваме ликот и делото на нашиот Тоше. Само така ќе се одолжиме за се она што тој направи за сите нас. Тој се уште живее во нашите срца. 25 јануари го одбележуваме и како ден на хуманоста. Поводот за тоа е секако Тоше и целата негова позната и непозната за нас хуманост. Затоа, за да го одбележиме овој дел со спомен куќата Тодор Проески, подготвивме и хуманитарни активности, односно финансиска помош на неколку ранливи категории на семејства од нашата општина, а во тек е и крводарителска акција, како дел од многобројните активности. Оваа година на сите граѓани на Крушево и посетители на спомен куќата овозможивме да учествуваат во хуманитарната акција, со тоа што ќе донираат и лично финансиски средства. Денес тие донирани средства и пари се враќаат кон оние на кои најмногу им требаат. Заеднички продолжуваме да го негуваме она што Тоше знаеше најдобро да го прави, а тоа е хуманост. Почитувани сограѓани, драги гости, ви благодарам што дојдовте и што присуствувавте на овие манифестации и содржини. Ви благодариме што давате свој придонес за да се зачува споменот на нашиот ангел. Ви благодарам што заеднички го почитувате делото на Тоше Проески и ги слушаме неговите песни. Слава му! Umorne, nisam se kaže sada